Професоре Лазаров, како го оценувате економскиот раст во нашава земја и може ли политичката криза да ја го закочи растот на националната економија? Па вака, економската теорија е недвосмислена по однос на тоа прашање, по однос на прашањето за влијанието на политичката криза и нивните импликации врз економскиот раст на една земја, така да очекувано е да се размислува во таа насока дека ова политичка криза ќе има негативни консеквенции и импликации врз економскиот раст на Република Македонија и врз нејзиниот потенцијал во наредниот период, со оглед на тоа што ова политичка криза веќе трае долг период и се разбира дека има одредени консеквенции во насока на намалување на сигурноста на инвеститорите и домашните и меѓународните, одложување на дел на инвестицијските проекти од страна на постоечките компании, предпазливост на банкарскиот сектор во долгорочни влегување во финансирање на долгорочни инвестицијски проекти, така да сите тие аспекти се разбира дека ќе имаат негативни консеквенции врз македонската економија. Сега колкави ќе бидат тие ќе зависи од тоа колку брзо политичката криза ќе биде решена и колку брзо понатаму ќе се нормализира процесот на економскиот процес во земјата во насока на враќање на претходниот курс, кој што де факто беше позитивен и имаше одредени позитивни ефекти врз економскиот раст на Република Македонија. Кои мерки треба да бидат преземени, професоре Лазаров, во ваква ситуација? Забележуваме дека монетарната власт одреди, односно применува одреден сет на мерки, но според вас како експерт, кои мерки треба да бидат преземени во ваква ситуација? Па вака, не постои прирачник во светот во однос на тоа кој сет на економски политики може да ги преземе една земја во вакви услови, бидејќи сега во де факто доминира политиката, а не економијата. Она што е најздраво за економијата, за да се врати на постоечкиот курс, е првиот предуслов и основен предуслов е практично да се реши политичката криза, како креаторите на економските политики понатаму ќе ги инсталираат и ќе ги креираат и имплементираат своите политики, ќе зависи од разрешницата на оваа криза. Меѓутоа, во контекст на прашањето за монетарната политика може да го истакнеме она дека практично монетарната политика се адаптира на веќе постоечката состојба и таа едноставно се обидува да оствари нејзината основна цела, таа цел е стабилизирање и одржување на стабилноста на девизниот курс и практично оние последни мерки кои ги презеде Народната банка на Република Македонија се токму во таа насока да ја врати практично сигурноста на девизниот пазар и сигурноста на финансискиот пазар, бидејќи тие се основните индикатори кои треба да останат стабилни ако не сакаме некои посериозни економски нарешувања како резултат на првично иницираната политичка криза во земја. Професоре Лазаров, повеќе меѓународни институции кажаат дека Македонија бележи раст пред оваа криза, но граѓаните се уште не ги почувствуваа бенефитите од економскиот раст. На што се должи тоа? Ваша проценка ќе ве молам. Токму одговорот е во таа насока. Јас како економист кој работи на долг рок, ја застапувам тезата дека за да се почувствуваат бенефитите од одредени добри економски политики или перформанси на земјата преточени преку позитивни стапки на економски раст е потребно да поминат 5, 10, 15 или 20 години, па во таа насока сметам дека ако Македонија продолжи во наредниот период да бележи позитивни стапки од 3 до 5%, дека сигурно тој ефект на подолг рок ќе биде почувствуван. Нормално тука и моделот на раст на кој е базирана самата економија влие врз тоа колку луѓето ќе го почувствуваат тој раст во зависност од тоа каква ќе биде дистрибуцијата на таквите плодови од растот. Нормално ако таа дистрибуција е повеќе еднаква, толку повеќе луѓето, обичните луѓе ќе го почувствуваат тој раст. Нормално дека во услови на раст се зголемуваат капиталните инвестиции, се отвараат нови фабрики, така да се зголемува и вработеноста во Република Македонија, можеби платите во овие услови се ниски, меѓутоа ние секогаш треба да се завртеме и на нашата страна, едноставно да бидеме самокритични, да ја бараме самата критика во себе. Нормално дека на такви позиции, во такви компании, со такви квалификации не можеме да очекуваме некој
некои брзи решенија, тоест позитивни ефекти во однос на приближување или конвергирање кон платите и животниот стандард на високо развиените земји, бидејќи практично животниот стандард и платите на високо развиените земји не се резултат на политиките на високо развиените земји во последните 3-5 години, туку се резултат на политики во последните 20, 30, 40 години, така да во тој контекст сметам дека треба да Македонија да продолжи по овој курс по кој оди, нормално дека постојат одредени слабости кои се детектираат, се адресираат, креаторите треба да ги земат во предвид, да ги преточат во одредени политики кои понатаму треба да дадат уште поголем бенефит, но сметам дека во последните десетина години со исклучок на негативните влијанија од светската економска криза, Македонија имаше одредени придвижувања кои што беа евидентни. Сега прашањето колку тие реално беа почувствувани од граѓаните е прашање на кое нормално треба да се одговори понатаму. Државниот завод за статистика неодамна излезе со став дека имаме пат на цените. Професоре Лазаров, зошто немаме дефлација? Па вака, видите, Македонија е увосно зависна земја. Значи, поголем дел од производството во Република Македонија се базира на увоз на фактори на производство од странство. Вие знаете дека енергенсите се значителен фактор во процесот на производство. Негативниот тренд, тоест трендот на намалување на цените на енергенсите на светските пазари нормално имаше позитивни влијанија врз зголемување на ефикасноста на производството во Република, трошочната ефикасност во производството, кој де факто во одредени сегменти, кај одредени производи предизвика намалување на цените, но треба да имаме во предвид дека инфлацијата практично е мери просечното движење на цените на одреден број на производи кои спаѓаат во потрошувачката кошница, така да намалувањето на одредени производи не секојаш значи и дефлација во економијата. Колку последните мерки кои што ги наметна монетарната власт може да го закочи економскиот раст во нашава земја, односно да се наруши ликвидноста во реалниот сектор или пак да се намали куповната моќ на потрошувачите? Според вас, професоре, колку овој сет на мерки може да го придвижи економскиот раст? Па вака, многу е неблагодарно како научници да, бидејќи економската наука има проблем со методологијата во предвидување на коректно предвидување на одредени на некаков импакт од политики врз реалната економија, па јас во тој контекст не би влегувал во предвидување на таквата состојба. Едноставно мора да почекаме да видиме како тие ефекти ќе влијат врз националната економија. Нормално дека постои трансмисионен канал низ кој таквите политики ќе влезат ќе бидат почувствувани во економијата преку финансискиот сектор, меѓутоа сметам дека се уште е рано да се направи било какво точно предвидување на тие настани. Ќе зависи од неколку фактори, ќе зависи од реакцијата на комерцијалните банки во Република Македонија, како тие ќе реагираат на оваа состојба, исто така ќе зависи од понатамошниот притисок врз девизниот пазар. Само за потсетување, практично овие последниве политики на монетарната политика на Народната банка на Република Македонија беа во насока и со една цел одржување на стабилноста на девизниот курс. Ако тој притисок за многу кратко време биде надминат на девизниот пазар, тогаш многу брзо би требало да очекуваме дека Народната банка ќе врати референтната каматна стапка на почетното ниво, така да тие ефекти може и воопшто да не бидат почувствувани. Ако продолжат вака како што се, сигурно комерцијалните банки ќе влезат во пресметка на таквите ефекти и сигурно ќе постои некаква корекција на каматните стапки во нагорна линија, кој што де факто ќе имаат влијание врз потрошувачката и врз инвестициите во Република Македонија, но сепак во овој момент сметам дека многу брзо тој притисок на девизниот пазар ќе биде надминат, бидејќи Народната банка беше децидна во нивниот став дека по секоја цена ќе го брани девизниот курс и стабилно макроекономската стабилност, така да сметам дека луѓето, штедачите многу брзо ја перцепира, ја антиципира таа порака од гувернерот и од Народната банка и сметам дека тој притисок на девизниот пазар за многу краток период ќе биде надмината. Народната банка се надевам дека по ревидирање на таквата состојба ќе врати политиката назад, бидејќи секое задржување на повисока референтна каматна стапка ќе значи повисоки каматни стапки, а каматните стапки нормално ќе ги нарушат
постоечките инвестиции, потрошувачката базирана на финансирање од кредити во националната економија. Професоре Лазаров, јас ви благодарам на ова интервју.